Bright light city, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money that's ready to burn, so get those stakes up higher. There's 1,000 pretty women waiting out there. They're all living the devil may care, and I'm just a devil with love to spare. So viva Las Vegas, viva. Убавите изненадувања се паметат за секогаш, особено ако се од пријател и ако се од срце. И уште повеќе ако се креативни. Започнуваме авантура по лов на јужниот ветер, кој ниша смокви и калинки во градот кој дење зрее како златник, а ноќе светка како звездено небо под височините на лековитата планина. Загадката е фрлена, а нашето изненадување е патување за Боби Павловски и нова приказна за љубителите на мастрав муабет. Fever, Las Vegas turning day into nighttime, turning night into daytime. If you see it once, you'll never be the same again. Kao da si tu, ove noći na dnu još te ima. I predugo sam još ti uvek sebe dajem u svakoj kapi ove krvi, dok u sebi dane brojim. Павловски, се надам нема да се покаеш што ја прифати поканата на слепо, буквално да се прошеташ до мене денеска. Види, не знам како одлучив да прифатам, никогаш не прифаќам вакви работи, ама види, не ти ласкам, не ти правам лице, тоа затоа што си ти, затоа што знам дека е сигурно, знам дека е проверено, таа причина прифатив. Не можеш мене да ми кажеш не, така? Па тоа сакам да ти кажам. Јасно ти е дека одиме некаде на југ, имаш и пасош. Си земав ја пасош, пешки си земав купати, без разлика кој датум. Слушај, пред да поиграме малку асоциација, ќе ти кажам дека ова го смислив, значи, плански, намерно. Идењето на оваа страна од нашава земја некако ми се виде како добра идеја, затоа што многу често, тоест не многу често, туку почесто некако со настапите си сконцентриран некаде кон западниот дел. Затоа реков малку наваму, чисто за да се одмориш, затоа што имаш буквално по 2 настапи во вечер, особено периодов, и ова киднапирање вакво во наводници, добро ќе ти дојде, признај. Па знае дека ќе биде нешто добро организирано од твоја страна, заради тоа ти прифатив, ти викам да не се повторувам. Не, види, ти ми викаш запад, не сум сконцентриран баш на запад, јас да 70% се терам натаму, но почнав малку и на ке исто да се движаме. Па ништо сега јас на кај југ сега те носам. Југ да, југ малку послабо. Да, ти имаш и пасош, значи тоа што ти реков да го земеш пасошот беше она како пренк, нели, што го викаат сега младиве. Јас ќе ти дадам мала асоциација, ти погоди каде одиме, бидејќи ќе треба да вртиш и морам веќе да ти кажам каде одиме. Све мислам на море ќе одам. Чекај, ако ти кажам гол човек, ти значи нешто? Како не ми значи? Пред да се бањаш на море. Дали ти значи нешто шах? Шах? Да. Не. Ако ти кажам Лас Вегас? Па не е навака Лас Вегас. Добро. Касино? Смокви, калинки, веќе јасно ти е каде одиме? Да. Гевгелија. Готово. Значи одиме во Гевгелија. Леле, зашто? Не дека не ќе да му Гевгелија, него бев спремен да се бањам. Viva Las Vegas, viva Las Vegas. Нашиот јужен Лас Вегас не е само град во кој се пробува среќата. Гевгелија е самата ризница од сопствен накит. Богата, екзотична, со мирис на море од Егејскиот бран. Пречекува со сладко од смокви, незиниот килибар во шербет и рубин во калинките.
И самата е калинка, гледана од озгора, развиена, раскошна, цела, затоа што има се. Дури и гол човек, за кој создала и смоквин лист, прочуеното ендемично дрво што расте во долината на Конска река и скутовите на Кожув, планината на джиновите. Град во Едемска градина со сенки од дудинки, кои го инспирирале името Голгели на турски, градот на сенките, кој некогаш му давале свила. Затоа е Кокона меѓу градовите, кукла. Овде не случајно царувало бубарството, чиј живот некогаш го вртела фабриката за свилен конец, чии ткаенини го магепсувале светот со македонската шара. Гевгелија од Колевка денеска е матица, развиена, енергична, забавна. Крстосница од север кон југ, Скопје Солун, а обратно европска порта, од која како и да фатите, еднаш влезеш ли, со тешко срце се излегува. Се пожали дека не си уште расовнет или не знам, може не си ни донаспан, па пред да почнеме да одиме во она авантура која што ти е ред едно кафенце да се напиеме. Да, јас сум повеќе за некои цедени вакви природни сокови, нешто периодов сум на таква исхрана заради оние ноќи не спиење, па барем да правам некој баланс на организмот. Кафе воопшто не пиеш? Не пијам, ама доволно едно. Така да сега не ми е нешто не. Знаеш кога пијам кафе, кога се осеќам дека сум спремен за кафе. А благо јадеш? Леле. Па јас убаво ти реков во асоциацијата, како беше? Благодарам. Ти реков смокви, калинки. Не може да не пробаме, нели? Сега рече дека си на некој посебен режим, ама ќе ни простат, нели? Не, јас ќе ви ги изедам смоквите, ви изедете се останат. Не знам да ти кажам, бога ми околу смокви може и да се искараме евентуално. Јадам, ама не претерувам, јадам ептено онака кога. Знаеш дека сме случајно дури на мој роден ден да не јадам торта. Наисто сме, добре, наисто сме околу тоа прашање. Кажи ми, рече дека пиеш по едно кафе, како ти почнува еден ден? Сите си имаме, нели, ние некои своји утрински ритуали, претпоставувам дека иако тебе можеби деновите ти почнуваат малку подоцна бидејќи покасно ми да, настапуваш до доцна во ноќта. Тоа што е кога не пеам сум навикнат да се легнам пак касно. Тогаш сум така попродуктивен сум, тогаш завршувам доста врски во текот на ноќта кога сите спијат. Переш, пеглаш и слични работи така. Па зависи да, што имам останато од претходниот ден, знам и да забришам прашина. Ами ручек на ефтина струја правиш сигурно. И тогаш пуштам машина за перење. А така ли? Ако јас знам кога е ефтина струја, што ми правиш вакви брскања, дали има ефтина струја? Боби мора да те научам, знаеш дека треба да штедиме сега зимово. Добро, и така да имам ритуали некој кој што ми почнува покасно денот, имам едноврстен доручек. И ово не сум го кажал никош. Јас секогаш доручкам банана, бе. Знаеш дека наидувам на некои и позитивни и лоши критики. Леле, зашто јадеш што се валја банана, тоа не е добро за организмот. Да, сите сме различни организми. Мене најдобро ми прија од сабаља кога се најдам банана. Не се најадувам, да ви то лажам, него онака ми топ една банана, после саа два нешто цедено, тогаш е кафето доаѓа наред и одлично ми почнува денот. Имам енергија, можеби од бананата и од шеќерот кој што го содржи. Тоа ќе ти речев, убаво ти од бананата, убаво ти. Ајде сега пиеме сокче, јас пијам кафе и одиме да запознаеме Гевгелија треба. Затоа што после имаме и работи, тоест време за уживање треба да се посветиме. Па сега така ти беше среќата тебе. Giraj neku biondu, povedi je uškuri bandu. Lupeš budi malo matni, neka muči digni kotulu. Lupeš budi malo matni, neka muči digni kotulu. Dalje smo tve u novom, svi će ljudi ovdje doć, svega ima za tekulozno. Се надеваше дека ќе одиме на море. Сега јас на море не те донесов. Се кажа кога е морето? Не, вода има, палма имаш. А и реално не е за на плажа, Боби, има малку облаци, има ветерче, бранови, не може да пливаме. Се извади у последен момент да ти кажам, ама ако да знаеш дека ќе ти запамтам и дека еднаш. Не, ова ти е една врачка за што си имаме долго јазици. Чекај ти за ова има многу да ти вратам. И сега јас нели малку ќе се изразам нелитературно, близко сме како беше до Грчка сме. Тркнавме до Грчка. Исто ема не е исто.
Еве, ама не види многу дува, гледа дури тебе Многу дува, косата ти ја отиде растори. фризурата. Ма нема врска, така си убати. Среќа го имам бубеин, па ќе ја среди пак. Добро, некаква енергија ми има делов од градов. Ме ти Не го мириса на познам. море, ти мириса Не на го море. познам овде. Знаеш дека изгледа има тоа врска? Има како нема. Оној се осеќа на самиот воздух, оно кога ќе отидеш на море, да некако... Ма јас сум ти реков до Грчка, затоа и ти реков. Леле. Ајде. Така да немам овој дел, го немам што да не се повторувам со јавни настапи, но не значи дека нема да биде. Апсолутно, гледам овде многу локали има, да ти кажам, може и да пуштиме по некоја визит картичка да оставиме негде нешто да. Овде сконцентриран 100% само на Скопје, знаеш и ти, Скопје не може да мрдам затоа што нема в кога да мрдам. Откако пресеков, откако се сменија многу работи околу мојата кариера, одлучив малку да шетам надвор од Скопје, побарувачката порасна и така да не сум само канели запад, него малку исток, југ, малку послабо југ. Југ летно време поминало дека кога идам на А сега не си таму, тука си, сега Онам. така, сега си овде. Ги споменуваме настапите, неизбежни се тие патувања, често пати ти се случува буквално во една вечер да си во два града. Или да имаш и по Леле, два да. настапи во Скопје. Како успеваш физички да го... Најинтересно е кога се два града Так. точни. На 100 километри од Скопје. Да, мислам, не случајно те прашав затоа што знам дека си во Скопје па во Охрид или обратно и буквално си и во трка и со време и со себе и како успеваш да пееш и таму добро и таму и да има убава атмосфера, да има нели добра журка. Како стареам, поише енергија. Така да, не знам, ја кога имав 20 години викам, леле, оние кога имаат 40, немам уште 40, кога имаат оние 40, леле, бе, јако сум на 40 години, ке не можам да пеам, леле, па што ќе правам, па да најдам друга работа, сум размислувал тогаш така. Сега, јас сум со поише енергија сега отколку порано што сум имал. А тоа што прифаќам по два града у ноќ на 100 километри, тоа е тотално лудачка работа од моја страна. Јас сам ја прифаќам, сам одлучувам, ама секогаш ги гледам околностите дали можам, колку време ми треба да стигнам, без брзање, без загрозување живот ничи, така да до сега ми успевало. Сега не можам да припатам у Скопје и у Охрид, него тука негде, до 70-100 километри до Велеш, Тип, Немој Свети да ми кажеш Николе, дека не се Пробишти. случувало, знам дека се случувало и тоа. И Скопје и Охрид. Се случувало, ама кога што имам време и да стигнам и таму да стигнам. А не јас последен пат ми се случи завршувам у 15 до 1 во Пробишти, а треба у 15 до 2 да бидам во Скопје да почнам. Закаснав јас. Во 2 стигнав во Скопје, ама пак стигнав на време и тоа. Сите среќни, задоволни, весели. Да. Никој не примете дека јас каснам од негде, дека само тие што ми пратат видео дека пуштам објава од оваму и после сите ме прашуваат, чекај па како нели си ваму, а што бараш ваму? И таму. Знаеш ли што ме мачи? Не. Што ги им правиш на парите, бе, пријателе? Чекај, кој? Ја не спомнав во ниеден момент. Ма јас си прашуваме, бе. И све тука, све е љубов. Да. Љубов кон работата, Така љубов е. кон луѓето, кон публиката. Не, мислев ако сакаш да одиме... Кој видел аерот пари? Не, јас ти реков, те прашав, спомнавме Лас Вегас, нешто такви работи, па ако сакаш да си ја пробаме среќата нешто. Да ги размножиме. Не, фала ти, јас не сум за такви пороци. Тоа ги те прашав, не си за такви игри на среќа? Ич. Ја ќе пробам на мобилен ќе играм некоја игра, па ќе изгубам ќе ова ќе онам. Не, јас сум само за некој да ми даеш компјутер или да ми даеш Sony и да играм да пуцам нешто со пушки со да чекам се терат. Значи кафе Не се пиевме. плаши. Не, тама работа, јас од тебе не се плашам. Кафе пиевме, прошетавме, рече дека не си за игри на среќа, а за бања те погодив. Те погодив? Одиме. Ајде. Гевгелија е рассадник на убавини, плодови, на иновативни идеи и лекција за добра градителска традиција. И самата компактна како урбана калинка, свежа од близината на Егеот, и приморска и европејска, меѓу другото и заради нејзиниот индустријски атрибут – Euroink, компанија која е зрела да се надпреварува со светот во сите сегменти на градежништвото.
Да се биде 2 декади лидер и препознатлив бренд по квалитет, безбедност, навременост и современ дизајн е резултат на јасна визија, проектирана врз одлична стратегија за раст и развој, со кој овај урбанистички организам комплетно може да одговори со својот капацитет на сите предизвици во нискоградбата, високоградбата и хидроградителството. Градителскиот сон за оптимизација, удобност и перфектна линија на стамбениот простор, довербата за стабилна и квалитетна инфраструктура, крвотокот на секоја здрава земја која планира развој, за Euroink е поттик за изведба на нови прогресивни градежни зафати, кои се во склад со животната средина. Ветерници, мостови, брани, стабилизирани речни корита, брегови, се што значи урбан соживот со природата. Со избран тим, мотивирани човечки ресурси, врвна механизација и одличен менаџмент, досега изграденото е темел и структура за квалитетна иднина. А таа се сонува прво од домот, кој овде е повеќе од стамбена единица, комплекс, целина, калинка, сеизмички безпрекорна, енергетски ефикасна, функционално извонредна, естетска. Токму заради сите решенија кои даваат перфектно домување во топол, изолиран, интимен и убав амбиент со висококвалитетни материјали и по највисоки стандарди. Секој објект, градба или дело со потписот кој веќе има интернационален имидж и многубројни награди, делува машки цврсто и женски елегантно, што може би се должи на мудриот избор на оперативец од женските редови, тајната за шармот и уникатноста на Euroink. Пред да одиме на она вистинската бања или спа, како нели ние што си ги нарекуваме популарно, е така модерно, ќе одиме на Кожов. За оваа планина велат дека е воздушна бања. А таму каде што ќе одиме во близина има еден локалитет кој што се вика Смрдлива вода. Да, тоа го знам. Да, таму ако имаш мака со, не знам, бубрез и желудник, ќе ти помине, така што ако нешто од тоа те мачи, кажувај. Ќе ти помине од самата природа или ќе помине од некоја вода што има? Од водата таму кај што има, да. И сега не знам дали си ти пака расположен за вакви прошетки, јас организирав без да те прашам. Многу сакам да истражувам Македонија. Значи не сгрешив со запознаја Македонија. Па да ти кажам, ми беше супер кога ми кажа дека ќе идеме недека надоле на југ и одма нели помисли дека ќе идеме надоле на кај Нашиве. Но сега кога го променивме сето тоа, ова поише ми се свија, озбилно. Да, сакаш вака да откриваш нови места, Многу. И знаеш како сакам? Пример си возам вака со кола и си видам некоја куќичка, дека и се застанам, здраво, не ги знам, не ги познавам луѓето, да си поставиме кафенце со некој чичко, некоја баба, некој дедо, да си поправиме, мој да ми кажат све за ова. Така сакам, јас што ако видам ова природа, ќе видам, ама некој да ми каже приказ на нешто што е, кое е место и сите тие работи. Рече дека сакаш така да тропнеш на некоја врата. Си направил ли таква некоја лудорија во животот? Не? А сакаш? Но озбилно сакам. Па да застанеме нега, сакаш да видиме како ќе реагира? гледам, например, кога гледам кај нас некои прилози од некои села или онака куќички или нема врска некој така од постаро време, нели? Многу ми е кеф и мерак да седнам, да влезам, да видам, ама да зависи како ќе те прифати, нели, нормално домаќинот. Те прифати па да те пречека со пушка на. Ма не, па тоа е само лошото. Иначе доволно нема потреба ништо да се гостиме, само поседиме и си поправиме мур. Слушај, овде куќички сега нема евентуално некоја мечка ако не излезе, ама не има една река не доле гледам. Ама добар предел, добар. Колку што јас знам, ова е една од најчистите реки во Македонија. Сега да не, нели, ако грешам, нека простат, меѓутоа знам дека ова е една од најчистите реки во Македонија. А не сме многу високо, на 200 надморска височина сме. Се уште сме на 200. Нема овде куќи да застанеме, да одиме кај некој на гости, ама ќе застанеме малку да потичеме во воздух. Ако? Ајде.
Еве таа смрдлива вода што ја зборувавме попатно, навистина Да мирис. се осеќа, да. Да. Сигурно лековите обично кажуваат дека тие води кои што имаат сулфур во нив што содржат што го добива не мирис се лековите води. Да, ти кажав јас за овој извор пишува и познато е дека се лекуваат болести на желудникот, да. Бубрезите. Имам еден близок кој што стално ме тера да доаѓам и стално го одбивам. Он е редовен овдека. Кога и да оди за надоле, стално поминува од овдека и си точи вода. И стално вика ќе те носам, 100 години му викам дека ќе дојдам и никако да и сега тоа. Ама не бил упорен како мене, јас ти реков ајде тргај и готово. Местово е навистина многу и убаво интересно и искрено да ти кажам, ако не дојдеше ќе ти беше криво, признај. Не, озбилно. Па ти кажам дека сега ми се направи кеф што додовме по вакви места отколку доле. Доле, оно наше, оно намос, не го виделе, нели? Редовно си го гледаме. Ово, овдека е ве. Не можеш да доеш. Никогаш не би ти паднало на памет, нели? Не, теорија нема. Па ти кажам, човеков се теркаме со години да дојам овдека. Нема шанси. Освен овој лековитиот извор, овде на Кожув и ски центар. Сега, дали е во функција, не е во функција, кога, како, што, не навлегуваме во тоа. Ме интересира, скијањето е спорт. Не скијам. Добро, мораше одма да ме пресечеш, значи страшно. Знаев дека Па не само за скијање. Идеш кон тоа прашање, дали Рече, скиеш? одиш Не ете во скијам. теретана, а со Сакам- другиве спортови како стоиш? Тоа сакав да те прашам. Види како мал сум идел, некако мал до 8 одделение, редовно иде на ракомет, па се надпреварувавме речи го по школи, по такви работи, активен у ракомет бев, а пробав и кошарка да играм, пробав и карате, фудбал не пробав никогаш во животот, пливање многу обожавав и тоа пробав, ама се пробував. Така, а балет Само- пробали, балет или тоа таму тоа не пробав? Балетот професионално се занимавав едно 3-4 години. Да, знам. Да, ама нагло ослабев тогаш и овие хеланките што ги облеко имав луфта на... Немој ќе ни поверуваат после кои ќе треба знаем. да се демонтираат приказни. Да. Значи со скијањето ништо. Добро е вака што тргнав еве на планинарење, не на скијање. Топ е место. Топ. Нели? Топ. Поготоа и овој дел од дека кој што сме не знам како се вика, ама како што гледам по клупи, ова е некој викендашко место, но за да си доеш преку викенд, он дека како што гледам има и скари. Да, еве ги. Кај ги виде скари? Мислам дека се скари пред секоја клупа има нешто изидано. Ајде, Мислам дека се скари пред, види. представам не се корпи за ѓубре. Ајде да провериме што е. Ако е скара да знаеме, се организираме, месото купуваме и Мене ми доаѓаме. личи на тоа. Ете, ти реков дека се скари. Да. Не, види ја втора. Сега што не се удобра. Ма како не супер, евите. Не се во лоша Како не состојба. земавме некоја месо. Да знаевме ништо. Овде има нешто дивеч колку што знам, ако си добар во лов, да си ја пробаме среќата. Не, ја бев многу загреан за коме начинот на таа тема. Многу бев загреан за лов за такви работи и законски едно време обезбедив све што е потребно за лов, но немам душа за нешто такво. Немам теорија, нема да ловам, да. Може да отидам да се испукам негдека по ловечки овие, или умета ова, иначе да тепам животно не може. Значи ти имаш само срце за пеење. Само за пеење. И уште не запеа цел ден ете и во кола музика, зборуваме за музика, уште не запеа, ама сега веќе единствена шанса. Малку ли ви пеам кога ќе дојдете навече, сега остете ме да си правиме муабет, да си уживаме ова. Па малце ли Вие муабет си мислите имам сега изнаправен? ако пееш, ако викнеш некој каратист, сега тука ќе ти прави карате Опа, да, ќе правиме кати, да. А доктор ако викнеш? Па зависи каков доктор е сега. Зависи каков знаеш доктор на е. каков мислам. Не знам јас ти што мислиш. Слушај, сега од воздушна бања одиме на онаа друга на бања, ама мора негде да и песна некоја, нема шанси, без песна не те пуштам. Ти пуштам на YouTube. Готово договорено, одиме да пуштиш на YouTube. Планината Кожув, која наметнала природно руно од бука и ела, се капе во сопствената убавина, испарува и шири шумска ароматерапија, смирува.
Овде реже од кислород, се до моментот кога ќе зачекорите во аурата на лековитите минерали, кои ги штипат сетилата со мирис кој подсетува на јајца, најавувајќи ја смрдливата вода, алтернативниот рецепт за болки во стомакот и бубрезите. Над оваа местност, која станала туристички хит, се извишува средишниот врв со индијанско име – Чичикаја, кој како поглавар бдее над останатите врвови флора, аџибарица, белези. Највисокиот е Зелен брег, од кој извира реката Дошница, една од најчистите во регионот, додека Конска река, која тече крај селото Конско во чиј јатар е и овој туристички центар, е нашето златоносно Елдорадо, чии брзаци се сито за златниот песок, чие премивање било и повторно може да стане атракција. Алпинизмот си има свое идеално место – кањонот Порта Алева, Кичикај. Зимска сценографија е атрактивниот ски центар за снежен адреналин, скијање и сноубординг, а лете идеален за планинарење чии предизвик се голите темиња на врвовите. Кожув е идеален за сите екстремни и пензионерски спортови. Од планински велосипедизам или байкинг, искачување карпи, преку риболов и јавање коњи до шах. Овде ботаничките вариетети прават воздушна симфонија која отвара чакри, бистри ум, остри вид. Едноставно, телото и духот се препородени, воздигнати, особено во малата сакрална оаза на црквата Свети Илија, која чека на молитва. Името Кожув планината го оправдува со својот овчи специјалитет, густото кисело млеко кое се сече и одлично оди со пакардан или со прелив од мед и шумски плодови. Дојде пролета до мене, уште не си ти, седам сам во празна соба. Откако ќе се искапете во воздушната бања со експлозија од природни ароми, потоа се опуштате под вештината на дланките кои ги пружаат масажите во здравствено-туристичкиот центар на подножието, покрај лековитите својства на термоминералните води на прочуените Његорски бањи, кои лечат речиси се. Овој модерен комплекс во Јасенова шума нуди хотелско сместување, здравствен оддел за продолжена нега и рехабилитација, рекреативен дел и ресторан со извонредна храна. Се што е потребно за да се зајакне телото кое страда од градскиот живот и тежне е кон прегратките на природата. Боби, после чоколадна масажа, која што нели не ја снимивме, за да не ми кажеш дека те малтретирам цел ден со камерава, те бркам, најдобро веројатно би дошло да си дремневме малку. Ама гладен не можам да те пратам на спиење. Као да чоколадно се најадов во масажа на се уште месо овдека. Топ беше се, значи центаров е предобро. Ништо, доаѓаме следен пат на подолго, дефинитивно. Па не, овдека на еден ден човек не се исплати да доеш на еден ден, треба да осетиш све, и да вкусиш добро јадење и плюс амбиентов е прва лига. Баш за одмор од онаа гужва што ја живееме наму секојдневно, ово е овдека прва лига. Сега не знам јас ти што најмногу сакаш да јадеш. Овде имаме прилично голем избор. Има и нивни традиционални специјалитети. Тоа беше негорски мерак, бањски мерак, така е некако, да? Со 3 вида месо ќе пробаме, баш би сакала да пробам да видам каков е вкусот. Кога веќе еве сме на трпеза, со готвењето како стоиш? Јас знам, ама ајде да не те издавам. И за време на коронава многу готве, па дури барафи рецепти по YouTube, забегував малце. Ама не ме бива, знаеш зашто не ме бива? Затоа што стварно треба заради искуството. Сега најубаво знам да си спржам јајца, како јас што ќе спржам јајца, никој не ми прави јајца, не типична машка храна.
Многу сакам да готвам, ама не ме бива. Добро, еве, јас ќе те изадам. Боби е мајстор за мезе. Добро. Како мезе, значи, знае да направи, Тие да. комбинациите ги знам да ги правам. Ама гледај, знаеш што имам проблем, пример месо, ќе оставам на скара или овакво, ја не знам, и пример ако оставам некоја ребро или прескајца, морам да го исечам, да го отворам, па да видам колку е внатре печено. Ето, Значи, тоа појма Боби- немам. Пака, ако одите ке Боби на гости, само мезе. Ако почне да ви готви, може да ве потруе, тогаш не е сигурно. Ама важно, како беше, пушташ машина на ефтина струја. Тоа треба да се Кај запамти. тоа е врска, немам кога ефтина Си кажа, Сабајле. Машина. Надвор од ова, ајде, цел ден зборуваме за музика, зборувавме, нели, свирки, настапи, дека имаш така прилично бурен живот, затоа што ти ноќе работиш, дење мораш да дремнеш. Меѓутоа си фамилиарен човек, имаш 2 сина, околу кои што нормално имаш обврски, училиште, натаму наваму. Сите ти обврски се префрлени на сопругата или нешто Кога те имаш... чека дали ќе продолжиш да речеш дека јас нешто така правам. Не, па јас сега се правам дека не знам, нели? Морам да те прашам, еве, ајде, ќе те оставам дури нешто и да се окриеш, нема да те издадам. Нема врска, јас сум секојаш искрен, знаеш дека сум секојаш отворен, не преувеличувам. Се трудам околу нив, ама ја не знам колку се познај на двајцата се музичари. Мислам потенцијални музичари, талентирани се децата. Изгледа се на мајка им талентирани. Едниот е гитарист, другиот е на пијано, веќе посетуваат курс и покрај тоа и солфеж. Маца се противеа, бидејќи се мали, се срамат. Не знам што значи у пакету што од мали Так. да се крчкаат како што треба. Им помагам повеќе околу музиката, а сопругата е задолжена околу школата. Така се имаме, не дека јас помагам, ја поготово помагав околу ние макети по така ли се вика, кога треба да се направи некоја куќерка или Нешто некоја. пластелинче, картонче, Па, ОТП, па како да. ако се вика ОТП се уште не знам. Не знам како Да. се вика, техничко мислам дека, али тука помагам само, а иначе околу главниот дел е задолжена она. Среќа што постои Елена, инаку ништо Боби остана гладен, непеглан, непран, среќа. Децата се талентирани, меѓутоа како родител кој што нормално твојата работа не е да речеме да работиш некаде во опера и балет, па знаеш тогаш ти се, нели, проби, работно време, представа имаш и се заминуваш дома. Настапуваш до доцна во ноќта, буквално го живееш оној ноќен живот, ќе речам. Нели можеби размислуваш дека ако тргнат по твоите стапки дека тој пат е трнлив и тежок? Тоа мене ми беше многу тежок затоа што све у животот правев сам. На нив ќе биде малку полесно затоа што сум јас тука. И затоа во многу наврати кога сме имале дома разговори семејни, сум им дал до знаење да знаат дека едини некој кој што може најубаво да им помогне у таа професија сум јас. Бидејќи сум најдобро упатен, бидејќи сум поминал све тоа трнливо, како што го кажуваш ти. Сега веќе некој ќе им го изготви. Јас да сакам и они малку досетат од тоа како е, знам како тоа да го изведам, но се уште се мали, не ми смета тоа, пак ќе речем да сум доктор, да сум било што, ќе бидат и они. Јас им давам правец, им давам насока, гледам дека гревата и жално е да не го искористат тоа што го носат во себе. Сега може они ќе бидат, може од каде да може некој. Да, може би ќе сменат така нешто, да. Ќе биде у опера, може некој ќе работи во армија, ќе свири или било, пак ќе се занимаваат со музика, но може ќе го имат друг начин на живот. Ја споминуваме публиката кога одиш по настапи сам си, меѓутоа тоа некако како да не се забележува. Сум ти била чест гостин на свирки, затоа што ти буквално ја забавуваш публиката. Знаеш да се качиш на столче, на маса, па имаш она пареали, Да, тоа како и да е, и тоа го користам, па знаеш да да. ставиш некое миленце на микрофонот, па носиш Па еден се куп имаме реквизити, ново нешто, ракавици, што ти е ново сега, не знам. Ново, пред некој ден добив миленце за цел синтесајзер. Ау. Една пријателка моја на еден настап ми вика имам подарок за тебе, ми носи книжна кесна. Ја обично сум добивал подароци разли и вадам миленце. Викам, ја дома знаеш колку миленци имам, не. Ама не ова ти текнало? Да, едно такво како, знаеш, ништо стоева на масиче пред вакво. И сега тоа пред пење си го ставам на сајзерот и си е добар детај. Имав и гасен пиштол, но им правев. Види, све правам во интерес на гостите Так. на народот за да им биде забавно, за да не бидам монотон и сите тие работи. Али тоа е све благодарение на енергијата на публиката. Так. Ти недостасува само уште јамболија, ќе ти ја обезбедам, значи да си постелиш јамболија, да си ставиш синтесајзер и да си пееш. Кога сме кај свирките, ние сме на софра, имаме ракијичка, треба да наздравиме.
Ајде прво ќе наздравиме, па ќе се доискажам, ајде. Некако кога доаѓам на свирки, морам да признам, значи не можам да кажам дека не е така, не постои настап на кој што сум ти дошла да не си ми посветил 1, 2, 3, 5 песни. Доволно е, фала Богу да почнеме да јадеме. Не, меѓутоа тие песни не ги слушам само јас, ги слуша цел локал. Затоа пред да се фрлиме на хранава, Боби, сакам една песна на Увце, таа привилегија се знаеме не знам колку време, ама се уште сум ја немала. Ќе нарачувам, мислам да нарачувам песна или ќе ме погодиш со некоја? Калдрмом шетам често у ово време, увек познато место буди успомене и не могу да се навикнем да те нема, да сваки корак куда проđem još jedna uspomena. Иди где хочеш, само изглане не иди. Иди ко можеш, ко ќе те више волети. Како рече Бајнскиов мерак за мерак. И топ храна, топ. Нема тука ни диети, ни вежбање, ни... Ептено, но како да си го правил дома, не викам дека ресторани, али прва лига. Браво. Значи следен пат кога ќе те викам за некаде, не прашуваш, доаѓаш. Ќе ми веруваш, така? Како и сега. Ти верувам, јас сталната ма работа, да не сум ти верувал, нема да сме толку време со работници. Да се вратиме на музиката и на свирките. Често настапуваш, кога си во локали, без разлика дали е кафуле, диско, кафеана, каде и да е. Освен пријатни, има и непријатни работи. Не. Па, некоја анекдота, можеби некоја непријатна случка. За бакшиш нема да кажуваме, иако сум била сведок за најголемиот, го видов со своји очи. Тоа не те прашувам. Ништо не си видела ти. А може сум сонувала? Сум сонувала, може. Не постои таква. Не постои? Еве јавно кажам, немој да ми се љутите се не одпеана песна. Наљутете ми се заради ако не сум ви кренал телефон цел ден или ако не сум ве зезнал што не може да постои такво нешто. Немојте за песна да ми се љутите. Тоа е едно од почестите вакво. Ама ја не застанувам тука да речем добро љута си ми. Не, него или ќе се јавам и за да ја објаснам дека на било која е била причината и после ќе спаднат малку емоциите зашто јас не сум отпел песната. Може јас да си бидам на крај, да си заменам лута ако не ми отпееш, значи не заборавив, те оставив малку да земеш душа да каснеш. Ајде, добро, ќе наздравуваме уште. Ти би хтела живот мој, моју улицу и број. Знаеш оваа песна? Како? Ти би хтела моје све, а ја само тебе. Нема ми се љутиш и ти за песна, после нема се скараме, се замериме, а убаво си живееме. Фала му на Господ. Фала му на Господ. Да, јас да ти кажам, не можам да се пожалам, секоја моја порака била прочитана и испочитувана. Ти благодарам за таа привилегија. Значи све читам. Ја како да ти објаснам, телефонот ми стои овдека, сите знаат. Како ми стигаат пораки, пеам, ми кажува човек песна, доаѓа некој кола да се препаркирала, некој доаѓа од масата, не му се свијала и на крај да ти ја прочитам пораката, да видам Сани дека сакала да ја пеам тамо негде од некој си Боби Павловски. И ја пеам. Ама таа ми е омилена, тој некој си Боби Павловски мене. Што е кога ти ќе отидеш некаде во кафеана, да се опуштиш за своја душа? Многу сакам. Која ти е омилена песна, која што така сакаш да ти ја отвира, да ти ја отпеат? Имам едно, две, три да ти кажам. Ја многу сакам македонски песни да пеат, македонски народни. Омилена ми е Филизо Моме. Која беше таа и подсети мене ми рекна? Знае дека ова ме тера овој. Ајде да ја чујам. Видите, окей, знаеме сите која е Филизо, јас не дека сме пеел на времето, но и друга ми се свилја, да ти кажам, ми се свија, од српските сакам да ги слушам од Шабан Жорич, Томас Здравковиќ, Мирослав Илич. Тие се оние песни кои што ќе седнеш вака со ракиичка, салатичка
Обично некои кои се собираме друштво само така музика слушаме. Чекај, а од оние македонските, која е песната, освен Филизо не ми е некако за бакши, знаеш, за фрлање пари, за кршење чаши. Која ти е таква некоја песна? Уф, не може сега да ми текне. Таа е некој, ајде ми се крши чаша, не зафркавај, ајде. Не, па ти как ти чаш. Не, стварно сега не може одма да ми текне, но едва и го чекам моментот у поново време да отидам некаде да седнем и некој да ми пее, ја да уживам. Излеземе некоја кавака екипа, да се седем и никој на нас да ни пее. Нели? Шубаво е така. Многу ми е возможно така, многу ме мера. Ама не можам петок. Лезе кај да дам да звучи. Сажа ти поставам тебе некој прашање пример? Може само да ти поставам уште едно, па после ќе ти дозволам да ми поставиш едно прашање. Ќе бидеш. Не ми давај дека ја не пијам. Сакав да те пофалам дека пееш од Силвана до Нирвана. Иако можеби многумина кои што не те слушнале мислат дека ти пееш, не знам, труо, фолк, народно, меѓутоа ти пееш буквално се. И затоа да реков од Силвана до Нирвана и сакам да ми отпееш една македонска песна. Добро. Ме разбуди, стара мајко, пусто срце ми е Боби, ми останува да ти се заблагодарам што буквално седна во кола без да ме прашаш каде одиме. Имаше настап и вчера, и завчера, и вечер, и утре. Не си недоспан, не си наспан, значи не си одморен, ама баш онака рече, добро, како ќе кажеш ти благодарам за довербата, ти благодарам. Па не, добра фора беше, признај. Ти благодарам за довербата, ти благодарам за убавата дружба, се надевам дека нели не се каеш и ти, ете бевме во природа, само не најдовме некоја куќа да тропнеме негде на врата на гости да отидеме. Добро, супер, оваа куќа е овде. Да, овде вреди за сите. Ти посакувам во скоро време да ти се оствари таа желба да си напишеш сам песна и да ти биде и таа исто толку добра колку овие што ги... И така прва дознаваш, све така да... Ќе ја прислушам, па ќе видиме што ќе биде. Им се заблагодарувам и на моите пријатели Бубе Студио и Бутик Резерв, кои што се повторно, нели, и оваа сезона со мене. И што да ти кажам, јадеме, одмараме и тераме секој со своите обврски, така? Фала на покана, да, ти очекуваш од мене. Не, ја очекувам да ме поканиш на свирка, да дојдам да ми кажеш. Фала на покана. Возможно очекувам дека ќе идеме надвор негде, ќе сите тие работи и значи се тоа што испадна, што јас не го познав, добро ти упали, добро си извади, поставимо, иако стварно сум уморен, али се одлично. Одлично од твоја страна, одлично, браво. Зема пасош и зема пешкир, ама не ги искористи. Да, пола ми е, да. Ништо, одиме да наздравиме и ќе каснеме, па после ќе те пратам, затоа што нели кога сме на бања, чекај, да, ќе заборавив, знаеш дека гледаш, убаво ми текна, ќе те на бања. Не, чекај. На бања одиш, масажи, таму бањи, води, едно друго и како сите, нели, ќе речам пензионери, пошто се пензионери асоциација бањата, или карти или шах. Те праќам на партија шах со еден како се не мајстор, веле мајстор. Ако сум играл со? Па си кажа ти Сабајле, имавме асоциација да се преслушате кој е подобар. Ништо, ајде јадеме и после одиш на партија шах. Понекогаш животот е шаховско поле, а потезите може да станат убави дестинации ако сте мајстор на играта, како што е легендата на македонскиот шах, интернационален велемајстор и турнирски судија, господин Живко Јаневски, кој не преслуша разбистрени од убавините на Кожув и благодетите на Njegorски бањи. Шахот е дисциплина, бара концентрација и стратегија, а пружа задоволство, кејф во освојувањето на таблата. Спорт кој се добива со мозок. Гевгелија, освен што има првак во шах и светски промотор, останува непресушен извор на теми кои фасцинираат. А нашата партија изненадување со Боби ни зададе нов предизвик. Шах мат со изборот на следното патување.
Море сокол пие, вода на Вардарот. Море сокол пие, вода на Вардарот. Ја